Добър вечер. И аз овој термин за читање на афоризми ќе го искористам во договор со Јане да представам мојата вчера отпечатана 9-та книга поред со наслов Друштво на безсмртните афористичари. Оваа книга е посветена на афористичарите од овие простори, од бившите југословенски простори, кои што го напуштија овој свет во периодот од 2016 до 2022 година. Навистина во овој период загина многу, умреа многу афористичари, преку 60 од нив, од кои што ја од 57 успеав да собрам биографии, пред се благодарејќи на колегата од Белград Александар Чотрич. Успеав да соберам од 57 автори голем број на афоризми, направив избор, ги преведов и ги објавив во оваа книга. Од најпознатите, тука ќе ги споменам Бештич, Јовановиќ, Караdak, Селадон, Весна Денчиќ, Рајковиќ, Витезовиќ, Зоран Поповиќ. Имаше и тројца, значи од овие 57, има и тројца македонци, тоа се Иван Караdak, Дарко Марковиќ и Спиро Джајко. Оваа книга, на крајот морам да кажем дека помогна да се објави пред се од Пелес некои фирми, некои луѓе, пред се туристичката агенција Пампромет, Панче Ќумбет, Автошкола Денс, Винарија 300, Здружение на пензионери, Месарница Микар, Агенција за обезбедување Пантера и така натаму. Благодарам. И уште нешто, повелеќе ја пресех во оваа книга да ја најавам неговата 10-та книга, која ќе излезе наскоро за некој месец. Тоа ќе бидат избор од мои досега објавени афоризми во мои самостојни книги, во книги заедно со други колеги и афоризми кои што нови не објавени во книги, а објавени во многу списанија во Србија, како Политика, Вечни новости и така натаму. Уште еднаш благодарам. Добре, јас и овој пат ќе излезам малку од програмата, наместо афоризми ќе прочитам неколку епиграми објавени во еден од броевите на македонското списание за хумор и сатира Балканиум. Нам животот учешки не ни блева ниту ронка страх, и горди сме и среќни што сме родени во знакот на лав. Оние што не водат немаат ни три чисти, а и оние другите како нив се исти. Внимавајте на оние кои што ја контролираат нашата иднина. Ако излезат од контрола, ќе не одведат во небитнина. Има два типа на луѓе. Првите умираат од работа, а на вторите секој ден им е неработна сабота. Со поплаки дека нон-стоп ни е празна тавата, секое утро сопругата ми ја полни главата. И за крај, сите наши премиери се сликаа со лопати и така го закопаа народот стопати. Благодарам.